би направил една ретроспектива од она што наследивме и од она што е сега во туризмот. Пред отприлика скоро 2 години, туроператорите во Македонија најавија дека веќе нема да летаат и да носат гости, затоа што имаат неисплатени субвенции за 2015-та, 16-та, 17-та, 18-та година. Тоа се 4 до 5 години. Исто така, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот го имаше најминималниот буџет, скоро во низината историја, после 10 годишна работа. Туризмот беше во скок, но девизниот прилив бележеше пад, просечниот престој на туристите беше во пад, имавме губиток на домашни туристи. Наследивме недобра состојба во туризмот. И тогаш се запрашавме што треба да правиме. Каде треба да бидеме ние на мапата во туризмот, каде е регионот, каде е Европа. Ако статистиката понекогаш велиме дека е погрешна наука, ако гледаме кумулативно, тоа се случуваше во туризмот. Ако кажеме дека во последните 10 години имаме раст од 10 години, 100% се извинувам, но колку е растот во девизниот прилив? Колку компании работеа во тоа време кои што работеа incoming, носеа туристи, за разлика од outgoingот, кои што изнесуваат туристи од Македонија. И кога ќе ги направиме сите тие пресметки, анализи, кои што ретко се правеа во минатото, решивме да ги засукаме ракавите. 2018 и 2019 година покажа неколку елементи. Се повеќе почнавме да размислуваме и да говориме за екотуризам. Затоа иднината треба да ни биде зелена. Говоревме за рурален туризам. Затоа, мои драги, треба да ни биде иднината зелена. Говоревме за туризам и неговата одржливост. Ги исплативме сите тие субвенции кои што беа заостанати за последните 4 години. Обработивме повеќе околу 35% од барања за 2018 година. Јамчевме пред странските туроператори дека за една година ќе исплатиме се она што е заостанато за 4. Тоа и го направивме. Го одржавме изборот, го одржавме и образот, но докажавме дека Македонија може да биде одржлива дестинација, да има одржливост во туризмот. Многу ми е драго да кажам во бројки, многу пати велат дека сме биле како еден грст на луѓе. Јас не можам да ви изборам овде, а моите грстови се многу мали, за да покажеме колку сме. Велиме дека многу пати не навредуваа со некои констатации, ние се насмемнувавме, но делата ги кажуваа спротивното. Да, ние имаме неколку кадри, можеби за неколку илјади други кадри кои што се во моментов во државата. Ние имаме луѓе на вистински места. Ние имаме луѓе кои што покажаа резултати. Луѓе кои што не ги наведнаа главите, туку работеа. И тогаш кога има и одредени инструкции и можеби и одредени обструкции од некои да не го прават тоа. Мирослав Богдановски, мој поклон за тоа што успеа денеска да немаме толку рудници и успеа моите и нашите пратенички, а и дом како партија, да каже дека законот е пред се, честа е пред се. Затоа и нината, колеги, ни е нас зелена. Затоа што ние не сме во сегментот на зелениот или индустрискиот криминал кој што говореше почитуваната Лилјана Поповска. Ние сме зелени, ние сме како пиреј, луѓе кои што не можат да не искорнат, но луѓе кои што се повеќе и повеќе се множиме затоа што токму тоа ни останува. Ако велиме дека во туризмот треба да го развиваме руралниот дел, јас би кажал неколку само факти. 70% од нашата земја се планини. Имаме 43 езера. Имаме 3 национални паркови. Мислам дека околу 12% од целата територија ни е заштитена или еко заштитено подрачје. Прекрасна гастрономија, прекрасни луѓе, многу голем број на села, а исто така неоткриена туристичка дестинација. Ајде да зборуваме со бројки. Велиме дека скокот на туристи во 2018 година е 16,7%. Толку ни е скокот и во девизниот прилив. Тоа е 381,5 милиони долари. Тоа е за 17% повеќе од 2017 година. Гордо кажав кога дојдов на функцијата дека ќе имам 1,3 милиони туристи и нешто повеќе од 3,2 милиони ноќевања. Тоа беше дури
луѓе ми велеа по улица дека е тоа патија и дека едноставно ги кажувам бројките. На крајот од годината скоро стигнавме до 1,3 милиони. Имавме 380 милиони девизен прилив. Имавме скоро 3,2 милиони ноќевања. 2019 година го покажува нешто што велиме дека е одржливо. Велиме дека се повеќе и повеќе треба да работиме за зајакнување на локалната самоуправа, но и за зајакнување на локалниот економски развој. Тоа го покажа Берово, тоа го покажа Крушево. Светли примери каде што бројот на туристи секоја година, месец и квартал се зголемува. За прв пат во Македонија, после 3 квартали, напред во девизниот прилив ни е тројка. 308,5 милиони долари. Гордо кажав дека 2019 година ќе завршиме со 400 милиони долари девизен прилив. Тоа воопшто не е малце. Многу луѓе кои што се во некои други индустрии велат пред се рударската, велат дека со затварањето на рудниците или нивното недозволување со отпочнување ние губиме работни места. Искочија, кажаа дека Валандово и Валандовскиот крај ќе изгуби 270 работни места. Во моментов директно во туризмот, драги мои, работат 17.000 луѓе. Индиректно 52.000 луѓе. Во државната каса директно влегуваат 400 милиони долари секоја година. Заради тоа мала причина да дозволиме да го уништиме. За сакаме да имаме производство кое што не е еколошко. Токму екотуризмот го дозволува тоа. Отварање на нови зелени работни места, намалување на миграцијата, локална самоуправа и локален економски развој каде што туристите ќе трошат и ќе внесуваат околу 70% од нивното вон пансионско трошење. Тоа се повеќе велосипедски патеки, повеќе планинари, повеќе слободни патувачи, луѓе кои што ќе не откриваат такви како што сме, луѓе кои што ќе сакаат да не окусат во вистинска смисла и да споделат искуства. Тоа е нешто што во наредните 5 до 10 години ќе ја движи македонската економија. Туризмот е еден столб на македонската економија, колку сакале ние да го препознаеме тоа или не. Затоа тој треба да биде зелен во идните години. Затоа ние како партија треба да се трудиме повеќе да го развиваме и да го ставиме на епитет и на место каде што припаѓа. Затоа, колеги, иднината треба да биде зелена. Зелена за мене, зелена за вас, зелена за сите млади луѓе кои што треба да останат тука на своето огниште, затоа што каменот тежи највеќе дома.